Гостин во Република ТВ е професорот доктор Мирко Крстевски, гастроентерохепатолог. Ќе зборуваме за карциномот на дебелото црево. Добар ден, доктор. Добар ден, драго ми е што дојдов вака да расчистиме некои работи кои што изгледаат фамозно, кои ти изгледаат во штампа, па се надевам дека ќе позитивно ќе влие кај сите, и кај народот и Токму заради тоа сме денеска тука. Значи, Светската здравствена организација неодамна излезе со еден извештај во кој смета дека месните преработки се канцерогени, а црвеното месо е можен виновник за некои видови на рак. Смееме ли да јадеме црвено месо и ако смееме колку пати во неделата? Да почнеме, би рекол, од месните преработки. И секое месо е корисно за човекот, дека организмот на човекот бара 20 грама протеини дневно внес, а тие протеини во главно ги обезбедуваме од месото и месните продукти. Месото и месните продукти познато е, правени се порано истражувања, јас ја следам статистиката на, би рекол, така наречени контролирани, рандомизирани, значи однапред спремени истражувачи кои што по одреден план ги прават истражувањата проспективно за нанапред, да речеме, неколку години, каде што излегуваат точни информации. И првата истражувачка студија е правена после војната во Англија, во така наречените центри за обука на сестри. И тоа биле, мислам, само особи од женски пол. И испитувале како е застапеноста на карциномот, се разбира во содејство со други надворешни фактори, како пушење, алкохол и така натаму. И во однос на внес на други продукти, освен месо. А со оглед дека до тогаш било познато дека месните продукти, односно месото, причинува карцином, и они одлучиле во одредена популација да ја намалат, да го намалат дневниот внес на месо. После одреден период од, да речеме, неколку години, инциденцијата на колоректалниот карцином, на дебелото црево, е зголемена уште повеќе. Се чуделе што е тоа што вака парадоксално испаѓа. Ние го намалуваме примарниот, што се сметало дека е примерниот карциноген, месото, а инциденцијата на карцином расте. Па следејќи би рекол, навиката, односно навиките на исхрана во Англија, истражувале што све во текот на денот внесуваат населението во Англија. И познато е таму дека тогаш не било како сега она глобализација тогаш застапена и растителните продукти биле во далеку помала стапка за присутни во исхраната. И се сеќавам, еден внук беше во Англија и вели они јадат салатка, еден лист од зелка, го сечат на два, половинката им е. Тоа пред 10 години. Така да, значи, не е само причината во примање на месни продукти, значи, да речеме дека е тој карциноген од прв ред, или веројатен, него во начинот на исхрана и во додатните продукти. Јас знам дека го прочитав тој извештај и пишува дека би рекол, поделбата на тие причинители на карцином на дебелото црево ги делат од сигурни, второ веројатни, 2А, можни, 2Б и имаме 3, не е сигурно дека е, и 4 сигурно дека припаѓа во групата која што не причинува карцином. Значи, ова е ставена во 2А, веројатни, а 2Б е можни, посебни. Во 2003, овие се, би рекол, резултати од Америчката истражувачка агенција за карцином. Уште од 2007 извештај имаат од 2007 година, само сега е актуализиран. А од тогаш до сега правени се многу истражувачки студии, анализирани се наводно Светска здравствена организација, тој Центар за истражување на канцер,
испитувале преку 800 студии кои ги ја поврзуваат исхраната, односно користење на месо и други продукти со појава на карцином на дебелото црево. И сите наводно асоцираат кон тоа, но честопати студиите се, би рекол, прилично неселективни. Не ги земаат други на оние што на почетокот зборевме за тие примарни истражувања во Англија, не ги земаат дополните цигарите, например, бидејќи карциномот на дебелото црево може да биде причинет и од цигари. Може да биде причинет и од масти, ако масна храна премногу, така. Па може да биде причинет ако во организмот има генетска склоност. Значи, ако има претходно неговите родбини, имаат оптеретеност во фамилијата со карциноми. Така да ризикот за појава на карцином на дебелото црево не можеме ние да го изедначиме и да го припишеме само на месната исхрана. Токму така. И сите наводно укажувале на главниот причинител на месото, односно месните продукти. И 2013 година читав една убава, би рекол, работен состанок во Норвешка, во Осло, кој дава извештај и каде се биле присутни Француската академија за истражување на карцином, Англиската агенција за исхрана, за начин на исхрана, понатаму односно Скандинавската агенција за препораки во исхраната, од многу земји, од Данска, од Холандија се дојдени и го истражуваат и опишуваат каква е таа поврзаноста. Каква е таа поврзаност и колку е таа честа инциденција, односно користење на месо колку почесто доведува до појава на карцином. И нашле дека, например, во епидемиолошките студии епидемиолошки, значи проспективно се следи начинот на живот, навиките кои ги пациентот има, понатаму исхраната, полот колку влијае и така натаму, дека во епидемиолошките студии значајно зголемување на инциденција на карцином, ако е, да речеме, 1:2. Значи, 2 пати ако има параметри зголемен, значи 1:, односно ако е единица нормално, кај здрав човек, 2 да е кај оној што имал карцином, значи тогаш се смета дека е доста поврзаноста помеѓу карциномот со оној фактор што го, би рекол, набедуваат. И инциденцијата на карцинома дебело црево, кога истражувале сите овие, би рекол, научни установи од скандинавските и франкофонското подрачје, виделе дека ако се користи месо, 100 грама дневно, чисто месо, црвено месо, и ако се користи 50 грама процесирано месо, значи продуктите од месо, инциденцијата е некаде 1:1,2. Значи тоа се незначителни бројки за зголемување на инциденцијата на дебелоцревниот карцином, поврзано со што се однесува до што е тоа во месото што предизвикува, се смета рак. Па не во преработките се смета дека, односно познато е дека внесуваат така наречени нитрати, односно нитрити за конзервирање на место и за, би рекол, кој што жените ставаат шминка да изгледаат црвени, да, порумени во листо, па така за да изгледа здраво месото од тие месни преработки, се додаваат овие споменати продукти, односно адитиви. И наводно тие адитиви се по-често присутни во испразнокот, односно фекалниот испразнок, кај болните од карцином на дебело црево. Но правејќи, би рекол, длабоки анализи во метаболизмот на човекот, односно во системот за варење, се утврдува дека не е само нитрати, него и железото, кое што е присутно во црвеното месо, може да предизвика, односно го менува тој, би рекол,
преминување од една форма нитрат во нитрит, за да влијае, би рекол, кај човекот неубаво, односно лошо на здравјето, и дека железната компонента е таа што може да влијае. Но сега што се случува во организмот? Во организмот од месните продукти, поготово има и масно месо и они што викаат западњаците лин месо, тенко месо, односно без многу маст или постно месо. И во масното месо се смета дека се создаваат така наречени масни киселини кои што се долголанчани, за разлика од кратколанчани масни киселини. Значи долголанчани се набедени дека се канцерогени, за разлика не се здрави, за разлика од кратколанчаните кои се формираат од овошје, зеленчук, и тие делуваат протективни или заштитнички на системот за варење. Тоа е од една страна. Второ, во метаболизмот на месото, рековме, се ствараат, освен овие продукти, се ствараат и нитрати, односно така наречени спојки азот, NO азотен оксидул. Тоа е нитричен оксид. Тој нитричен оксид или азотен оксид е познат дека може да прави штета на цревата, како оксиданс го сметаме, како што се кислородните радикали, слободниот или така наречен насцентен или слободен кислород може да предизвика штета на дебелото црево, на лигавицата. Овие азотоксидул или нитроксид па причинува корисни работи на срцето. Тој е вазодилататор или расширувач на крвните садови, протокот во срцето го зголемува. Значи не може да наречеме дека во преработките на месото, месните преработки и во самото месо, бидејќи уште да додадам дека кога се месото праќа во, би рекол, во продажба, во фабриките уште се ставаат така наречени конзерванси за да го одржат здраво месото. Се вакуумира месото и се ставаат конзерванси кои што протективно делуваат, да не се развиваат бактерии. Значи и бактериите се тие што се штетни за појава на дебелцревниот карцином. Познато е дека во организмот на човекот, тенкото и дебелото црево, постои еден така наречен систем, посебен свет на микроби, со кој што човекот е, би рекол, во една заедница. Си користат еден на друг. Бактериите му даваат голема група на витамини од комплексот Б витамин. Со разградба на месото они го дополнуваат тоа. А месото ги има тие корисни материи. B1, B6, B12, фолна киселина, сите се корисни за градбените структури на човекот и за крвта. Значи, ако не примаме месо, ќе бидеме послабокрвни. Так. Во Македонија, според некои статистики, годишно има 700 ново заболени од рак на дебело црево. Но проценките на Европската агенција за рак вела дека бројката се движела меѓу 1000 и 1100. Дали оваа бројка е точна и дали е загрижувачка? Видите, јас кога ги собирав последните податоци некаде 2007 година, и земавме 2011 се извинувам. Земав податоци од Републичкиот завод за здравствена заштита, каде статистички се обработуваат сите податоци од болничките пациенти. Значи, секој болен од рак, кога се испушта од болница, треба да има пропратна листа и да се класифицира неговата болест во малигни болести. До тогаш, како што и јас утврдив при собирање на тие податоци, дека не сите установи испраќаат вакви извештаи за малигните заболувања, така да немаме валидна, немавме до тогаш, не знам сега, прилика скоро 3 години сум надвор од клиниката, во приватна ординација здравје, и не знам како е тоа известување од здравствените установи. Мислам дека не би бил сигурно убеден дека е подобро него тогаш, следејќи ги сите овие. И од прилика, ми се чини на ново регистрирани случаеви,
на мажи и жени се движи околу 200 до 250. Таа бројка фрапантна е да е толкава кајна, а камо ли 1100. Може би се тоа, би рекол, предвидување за до 2020 година, бидејќи во европските земји, тогаш кога го правев тој рапорт кај нас, предвидува дека до 2020 година инциденцијата на дебелоцревниот карцином во Германија и во западните земји ќе се удвостручи. Така што сигурно и овие бројки се тие. Така, најверојатно се предвидувачки, би рекол, за наредните години. Дали е неопходно да се сменат навиките во исхраната за да се намали бројот на новозаболени? Па, ја би рекол следно, дека самите, би рекол, граѓани на земите, следејќи истражувачки информации од овие светски агенции за здравје така натаму, се, би рекол, едуцираат и самите го менуваат стилот на исхраната, начинот на, би рекол, преминуваат кон поздрава исхрана. Што значи тоа? Има некои, например, особи кои што имаат во фамилијата оптеретување со карциноми, почеста појавена карцином во фамилија, и тие преминуваат кон, да речеме, вегетаријанска исхрана или користење на оние надоместоци во исхраната, кои што, би рекол, кога се одгајуваат од одредени растенија или се чува стока за во индустриите за колење, тогаш се додава во исхраната кај нив некои работи кои што, би рекол, антибиотици, кои што внесувани преку месото влијаат и во цревата, делумно се уништуваат и цревните бактерии. Значи, на тоа не можеме да влијаеме. А човекот ги следи трендовите. Прво, не смее да се намали внесот на белончевини. Ако го во западните земји и во Јужна Америка, знам дека внесот на, бидејќи нема, иако извезуваат месо од Аргентина во другите светски центри, значи во Аргентина е внесен, би рекол, сојата. На големи плантажи се гаи соја, ама сојата е проследена со мутации во генетиката кај човекот, бидејќи е таа генетски мутирана, и доаѓа до многу позачестени болести, така да употреба на соја во исхраната на животните, а таа исхрана понатаму се разнесува низ целиот свет, негативно влијае. Така да вие колку и да сакате да одбегнете месни продукти, сметајќи дека се малигни, односно клонат кон појава на малигни болести, вие напротив, значи треба да се следи индустријата со што се свесноста кај произведувачите и кај, би рекол, владите во земите во светот дека сојата не е здрава, дека е генетски прави мутации кај човекот, таа е генетски модифицирана, а она што е здрава храна, рековме остар. Значи, мора 20 грама белончевини дневно, мастите да се намалат, бидејќи докажано дека мастите се канцерогени, бидејќи во нивниот краен продукт се явуваат, спомнавме, долголанчени масни киселини, кои што се канцерогени. Второ, користење на повеќе зеленчук, овоштие, бидејќи тие создаваат во крајниот метаболизам или крајниот распад нивни во цревата, кратколанчени, кои се заштитници масни киселини, кои се заштитници на дебелоцревната лигавица. Од, би рекол, другиот вид на исхрана, зрнестата храна, исто така е корисна. Оние, би рекол, влакнести храни кои се внесат, не се распаѓаат, не се искористуваат во горните партии на системат за варење, идат како несварени во дебелото црево и таму се јавува она, би рекол, придвижување, бидејќи тие не се распаѓаат, го придвижуваат дебелото црево да ги истурка. Значи, тие влакнести материи ја зголемуваат моториката на дебелото црево за да се празни. Зашто е тоа корисно? Бидејќи важно е контактот на дебелото црево со крајните продукти на исхраната, каде сигурно има и токсини, канцерогени материи, доколку пациентот има запек,
контактот меѓу здравата лигавица и канцерогените материи е поголем и доаѓа до оштета на лигавицата и понатаму со години до почеста појава на карцином на дебелото црево. Значи, една од причините и навиките на исхрана, навиките на празнење. Од друга страна, треба да се менуваат здравствените навики. Познато и докажано е дека физичката активност е таа која што го штити организмот во преку 40% го намалува стапката на појава на карцином и други болести. Така да треба да се менува начинот на исхрана, стилот на живење. Да. Ракот на дебелото црево е трет најчест мален тумор во гастроинтестиналниот тракт. Дали се лекува и во која фаза тој е фатален? Дебелоцревниот карцином во рана фаза не можеме да го откриеме, освен со така наречени програми на испитување на здрави особи, значи особи кои немаат симптоми на болест. Немаат никакви знаци дека се или слабокрвни или други, би рекол, анализи не покажуваат никаква болест кај нив. И што се прави? За да се најде, ние велиме предвесниците на дебелоцревниот карцином, дека дебелоцревниот карцином, кога ќе покаже знаци, веќе прилично е доцна. Кај нас, поготово кај вака, би рекол, слаба економска ситуација во земјата, пациентите дури не доваѓаат во здравствените установи на превентивни прегледи, напротив, кој ќе дојде оној крајот веќе опаднат, слабеат, кои се симптоми на веќе напредната болест и се утврдува дека е напредната. За да се рано диагностицира, значи се прават скрининг програми. Програми кај нас се воведе тој скрининг уште 2009 година и правила на однесување на пациентот за да вистински биде реални показатели да каже тој тест. Ние го викаме тој тест на скриено крвавење. Се воведе и во Министерство за здравство мислам дека почнаа да набавуваат за особи кои што се во ризичната група. Кај нас постои 3 или 4 групи на ризик. Пред се староста е една група на ризик. Над 50 година веќе драстично почнува да старе организмот и се јавуваат предвесници на карцинома. Тоа се полипчиња, како печурки на нива, така се појавуваат полипчиња на од мали на рамна површина, па почнат да растат. А за да пораснат до појава, би рекол, да дадат симптоми некои на крвавење или слабокрвност, им треба најмалце 8 до 10 години. И треба со таа скрининг програма да се фати пациентот, односно тој полип во рана фаза во тие први 10 години, за да може, штом се утврди, се испраќа на така наречена отстранување, не биопсија, полипектомија. Се става како каубојско ласо, тоа е жица со струја, се затега и се исекува, така да ризикот за појава на карцином на тоа место кај што бил полипот е нула веќе во наредните години. И откако се отстранат сите полипи доколку се јават, и се следи на 3 години после првиот преглед и отстранување на полипи. Ако нема првите 3 години, наредни уште 3 години, потоа ако нема повторно се растегнува тој интервал на 5 години и доколку нема на 10 години се оди. А обично кај пациент кој што нема најдено полип на дебело црево, нема внатре во цревото, би рекол, алармантни знаци, се препорачува на 10 години, од 50 години на 10 години да прави така наречени скрининг прегледи со или скриено крвавење, тој хемокулт тест, и ако испадне тој позитивен, да се направи колоноскопија. Ако се види полип, се отстранува. Значи, тоа е стапката, би рекол, процедурата на тие скрининг програми. Кои се знаците кои ќе не натераат да посетиме доктор? Рековме дека превентивните прегледи одат кај особи кои што немаат знаци на болест. А знаци на болест кои ќе не натераат, би рекол, рани знаци, при испитување на крвта треба да се прават, се разбира, годишни анализи, биохемиски анализи, подразбира крвна слика, за дебелото црево потребно да се испита железото во крвта, бидејќи ако има полипчиња, кои што претходно беа напоменати, тие преминување на цврста храна столица
мислам, тврда столица, се разрануваат и крвават. Ама не крвават манифестно. Ама во крвта со време, заради тоа оросување во цревото, каде со изметот се помешува и не се распознава крајниот продукт при излегување, значи слабокрвноста е на прво место. Второ, доколку го прашуваме пациентот дали има редовност во цревното празнење, како е наназад неколку години, дали му се изменило тоа, ние го викаме цревниот хабитус, дали му е променет. Што значи, ако имал нередовна столица, речеме на 3-4 дена, секој втори, трети или четврти ден, и ако сега почесто излегува, ќе го прашаме прво дали нешто сменил во исхраната. Ако не сменил, значи има некој симптом кој што значи нешто наведува дека треба да се прегледа дебелото црево. Тоа е второ. Трето, обратно, ако пациентот имал редовни столици и ако подолг временски период веќе чувствува подуеност на мевот, така како недоиспразнет, смета он дека има гасови во стомакот, кајшот му е малце, би рекол, го попушта, не дека е здебелен, него повеќе гасови. Второ, рековме, ако имал зачестени столици и сега не излегува редовно, тогаш треба повторно да направиме преглед. А прегледите може да бидат, би рекол, по пат на оние, немаме секаде ендоскопски прегледи низ Македонија, но во големите градови, поголемите градови, например, во Струмица се работи, во Штип се работи, во Битола се работи, во Охрид да, Струга да, Гостивар да и Тетово мислам дека исто така се работи. Вклучувајќи го Скопје, се разбира, има неколку центри и приватни болници. Така да колоноскопијата е на прво место, би рекол, најмериторен апарат за истражување. Второ, може да биде рентгенолошката техника. Рентгенолошка техника е каде што преку клизма се внесува бариумска, така начин, бариумски раствор и се исполнува цревото од почеток до крај. Тој бариум се налепува на зидот на дебелото црево и после пациентот дефецира и го испразнува бариумот и му се става воздух. Налепената бариумска каша на зидот убаво се гледа како го оцртува зидот на дебелото црево и ние може, ако има некаде нарушување на континуитетот на тој зид, да се посомневаме, тоа радиолог искусен може да го види и да го испрати на помериторното истражување, тоа е колоноскопија. Предноста на колоноскопија што ако најде нешто, дека полипите треба да се извадат, рековме со полипектомија, а ако има сомнителна малигна промена, тогаш треба да се направи, вие што поменавте, биопсија. И таа биопсија е можна само со ендоскопско испитување, со рентгенолошки не е можно. И постои така наречена уште две методи. Има една виртуелна колоноскопија со помош на најновите компјутерски томографи, така наречени спирални компјутери. Може да се направи виртуелна слика на дебелото црево со ставање на претходно воздух или течност. Тоа е исто така современа, но скапа метода. И во Америка таа поготово сега последните извештаи дека се рентгенски методи и виртуелната оптеретени со поголемо количество на зрачење. И останува така наречена ендоскопска капсула. Што е тоа? Тоа отприлика како една поголема капсула антибиотик, како фалангата од еден прст, и таа има внатре механизам за снимање низ цревата. Како ќе патува од уста надоле, таа може да го снима и дебелото црево, и тенките црево и желудникот, така да една од посовремените методи е таа, само ако види таа, дека има нешто, пак треба да се прави колоноскопија. Професоре, јас ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. Убаво нешто ќе им биде појасно на гледачите, се разбира, и на читачите на вашата ценета часопис. Благодарам.